драги Скопјанки и почитувани Скопјани, мене ми е огромна чест и задоволство да по повод одбележување на 58 годишнината од трагичниот скопски земјотрес, одбележувањето биде во една нова градска традиција, тоа е филхармонија во парк, со уште подобро, за мене можеби најдобро нешто што сме го организирали, мајќи во предвид дека култниот бенд, култната личност на македонскиот андерграунд од 80-тите, Ристо Вртев и Архангел се тука, што е нешто што добрите познавачи на музиката во Македонија и пошироко во регионот го сврстуваат Архангел во категорија на безвременски песни. Мене ми е особено задоволство што ќе можеме да уживаме во понеделник во 21 часот во градскиот парк. Една од најдокажаните вредности, кога се особено музичките аранжмани, диригентството, Джија Немине тука, кој што се погрижува за тоа да тоа звучи навистина безпрекорно, да звучи несекојдневно, да звучи исто така безвременски какви што се песните на Архангел. Што можам јас лично да кажам, освен дека сум почестен што сум денеска во вашето друштво, благодарам за трудот што го вложувате и благодарам за убавината која што ќе ни ја дадете на 26 јули. Културата е нешто што нас луѓето секогаш не разликувало од останатиот жив свет, творештвото, творењето на убавото, всушност само имали поубаво нешто од музиката, така што мојот императив секогаш бил да ја поддржиме, да ја поддржуваме како град токму културата. Не џабе лани сведоци се, особено културните работници во Скопје. Град Скопје беше можеби единствен град во Европа кој што имаше организирана културна програма, што ние нарековме култура за време на корона, кај што и де факто помогнавме на нашите сограѓани за надменување на ковид стравот, од друга страна ги помогнавме нашите уметници. Знаете, сами имавме преку 50 настани во тој проект. Ова вложување во културата е всушност сериозен влог во она што градот претендира, тоа е да биде европска културна престолнина во 2028 и не случајно, да речам, го спремаме градот со вакви мега настани од една страна, од друга страна веќе универзална ни е ongoing, се реконструира и очекувам дека многу брзо веќе ќе можеме и визурата на новата сала да ја видиме. Нема крај, особено кога е убавината во прашање, особено кога е музиката во прашање се зборува. Мене, пак велам, е и чест и задоволство и горд сум на свој начин што и градот ќе биде дел од овој мега спектакл. Ве повикувам сите, почитувајќи го и ковид правилата, да во понеделник на 26 јули во 21 часот бидете присутни во градскиот парк со цел да заеднички уживаме во уметноста која што е креирана, сега се рекреира и ќе биде презентирана на начин на кој што досега Архангел никој го нема доживеано. Благодарам.